да благодарам. Уште еднаш добар ден до сите учесници на овој настан. Добре дојдовте во инфосесијата која што има за цел да обезбеди повеќе информации за граѓанските организации кои што пројавуваат интерес за учество на повикот кој што е составен дел од проектот Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата. Јас се викам Зоран Илиевски и сум тим лидер на проектот. Воено извршен директор на Коалиција на младински организации сега, која што е носител на проектот, а го спроведува заедно во партнерство со организациите СОС Детско село, Волонтерски центар и Женски форум од Тетово. Основната цел на овој проект кој што се спроведува е да придонесе кон независно и одржливо граѓанско општество, поддржано од погодна средина која што поттикнува партиципативни и родово сензитивни процеси на креирање на младински политики. Проектот започнат да се спроведува од јануари 2021 година и ќе се спроведува се до крајот на април 2024 година, кој што носи различни компоненти, а се со цел кон исполнување на општата цел на проектот во насока на поддршка на граѓанското општество, на невладините организации кои што работат со млади, но од друга страна и поддршка на локалните самоуправи кои што се спремни и сакаат да придонесат во спроведувањето на одредбите кои што се уредени со Законот за младинско учество и младинско организирање. Меѓу другото, она што е важна компонента од проектот е да ги заедни и човечките капацитети, институционалните капацитети на организациите, па така паралелно во целиот сет и процес на активности се обезбедува различна можност од вклучување на различни засегнати страни во полето на младите. Процес во кој што проектот цели да го загарантира меѓу другото во различни фази учеството на младите во различни сфери од живеењето. Она што сакам на самиот почеток да го кажам е дека проектот барем до сега до овој момент обезбеди повеќе ресурси кои што може да бидат во помош и поддршка на подготвувањето на наредните апликации во овој повик. Па така би сакал воено и да ве охрабрам да ги користите досегашните извештаи кои што се генерирани во рамки на проектот. До сега е направено истражување кое што се вика почетна студија за младинските трендови во Република Северна Македонија во рамки на проектот, кој што носи низа на релевантни информации и податоци кои што може да бидат од корис во делот на дефинирање на вашата проектна идеја и направена е компаративна анализа за проценка на моделите на младинско учество на меѓународно ниво, кој што пак уште еднаш потенцирам се составен дел од овој проект. Проектот е финансиран од страна на Европската унија преку ИПА програмата и пак уште еднаш да кажувам дека има за цел да го поддржи генерално развојот на граѓанскиот сектор, но во посебен сегмент да го поддржи младинското учество и младинските политики кај нас во нашата држава. Во текот на досегашното работење и на партнерите, но многу поспецифично од самиот проект, идентификуван е голем недостаток на креирање на политики кои што се однесуваат на младите во различни области, како што се областите образование, обработување, социјална заштита. Идентификувана е ниска функционалност на институциите и се тоа придонесува кон голем степен на иселување на младите, како еден од феномените кои што го бележиме во последната, можеме слободно да кажеме и последната деценија. Сето ова носи ситуација во која што мора како граѓански организации да ги пресретнеме сите предизвици и да дадеме помош во креирањето и спроведувањето на политиките за млади на национално и на локално ниво. Целта на овој повик е да обезбеди зајакнато влијание на граѓанските организации кои што работат со млади во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки, посебно на локално ниво. Ова мислам дека е и основната насока која што треба да биде ваша смерница во понатамошното делување во креирањето на вашите проектни идеи, се останатото е можност која што вашите организацијски програми може да ги претопите
во проектна идеја која што се разбира треба да придонесе кон остварување на самата цел. Проектот Младинско учество за силен и одржлив развој во заедницата, меѓу другото, има за цел да го подржи институционалното или програмското работење на организациите кои што работат со главна целна група млади или се младински организации, кои што имаат во своето делување стратешка ориентација да работат мрежно, да ги поддржуваат останатите организации на локално ниво, но и да соработуваат со институциите како клучен фактор кој што може да влијае кон подобрувањето на општото благосостојство на младите на локално ниво. Многу повеќе за повикот, за техничките детали на самиот повик, ќе зборува проектниот координатор Томислав Витановски, кој што денеска заедно со нас, за да ви ги даде сите влезни информации кои што ќе бидат неопходно при подготвување на проектната апликација. Ќе бидеме отворени во согласност со утврдените процедури за давање на информации, ќе поставиме посебна секција и на самата веб страна на проектот со прашања и одговори. Уште еднаш да потенцирам дека проектната веб страна е mladi.eu.mk, каде што можете да најдете и извори на информации како различните ресурси кои што ги зборувавме и повеќе информации поврзани со самиот повик. Јас ви благодарам сега за вашето внимание, благодарам за вашиот покажен интерес и го поканувам проектниот координатор Томислав Витановски да земе збор во понатамошниот тек од оваа информативна сесија. Благодарам. Благодарам, Зоки. Добар ден на сите и од мене. Јас се викам Томислав Витановски, кој што Нели Зоки ме представи. Денеска сум во улога на презентер на повикот и во насока на Нели што појасно разбирање од страна на сите оние граѓански организации кои што сакаат да се вклучат во процесот. Ќе пробаме да дадеме што е можно по-концизни информации, нели да ги допојасниме сите податоци кои што се дадени во сите документи во рамките на овој повик. Инаку сум во позиција на овој проектен координатор и во овој процес исто така ќе делувам како координатор на целиот процес на грантирање, односно на грантови. Така да, оно што сакам да го кажам дека овој процес е дел од проектот во насока на јакнење на капацитетот на граѓанските организации, имајќи во предвид дека се уште се укажува потребата од поддршка за граѓанските организации, посебно оние кои што работат со млади во развивање и спроведување на проекти, имајќи ги предвид нели правилата и процедурите кои што се поттикнувани и промовирани со програмите на Европската унија. Сега јас ќе пробам да направам шер скрин на мојата презентација. Ставам дека се гледа добро. Добро, она што ќе пробам да го презентирам е на некој начин речиси целиот концепт на упатството, на водичот за апликанти, со тоа што ова е можност да секој од вас следи, можеби ќе има и дополнителни нели информации, но е момент да си разјасните некои дилеми кои што можеби ги имате или на некој начин ќе можете да поставите и прашања за да појасниме во овој дел барем од процесот. Инаку како што и Зоки претходно кажа, овој проект е поддржан од Европската унија и трае 40 месеци и е во рамки на ИПА програмата за поддршка на мрежи и платформи на граѓански организации. И токму поради тоа нашата цел или нашиот фокус ќе биде во поттикнување на вмрежување и градење на сојузи во рамките на граѓанскиот сектор, посебно за млади. Зоки веќе ја спомена и специфичната цел на проектот, това е за нас многу битно да ја споменеме уште еднаш. Проектот цели кон подобрување на квалитетот на имплементација на младинската политика. Фокусот ни е на генералната младинска политика, која што нели се заснова на соработка и учество на граѓанското општество кое што треба да биде вмрежено. И со проектот
целиме кон генерално да придонесеме кон граѓанско општество кое што е независно и е одржливо и кое што функционира во погодна средина, поттикнувајќи партиципативни, родово сензитивни процеси за креирање на политики за млади. Сега за повикот. Јас верувам дека и повеќето од вас успеавте да го прочитате упатството, и ќе пробаме сега да полека да ги разјаснуваме некои од аспектите кои што беа дадени таму. Инаку, предпоставам дека забележавте, целта на повикот е широка. Значи, нашата цел со овој повик е да се зајакне влијанието на граѓанските организации кои што работат со млади во процесите на креирање политики и донесување на одлуки со фокус на локално ниво. Што ќе се со овој повик, нели, граѓанските организации да пробаат да направат промени на локално ниво. Она што исто така е многу битно за нас е вградување на некои принципи во текот на подготовката и спроведувањето на овие проекти. Според тоа, ние имаме 3 предвидено хоризонтални принципи кои што треба да гравитираат низ целата проектна документација. Тоа е родовата еднаквост или родовата перспектива, поттикнување на волонтерството кој што е исто важен елемент предвиден со овој проект и заштита на животната средина. Значи, овие 3 принципи треба да ги имате во предвид кога ќе ги дизајнирате вашите активности, вашите планови и програми и да се гледа низ призмата кога се поставуваат тие параметри во предлог документите. Она што и повеќето организации или пак правни субјекти, ентитети ги интересира е аспектот на подобност за аплицирање на овој повик. Според нашиот повик, подобни се за аплицирање се граѓански организации кои работат со млади лица. Граѓанските организации треба да се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации и еден многу битен параметар е дека организациите кои што се апликанти треба да бидат регистрирани најмалку 1 година пред објавата на повикот, односно да бидат регистрирани пред 29 март 2021 година. Предпоставувам забележавте од апликацијата и од водичот, апликантот може да действува поединечно или со коапликант. Значи не е задолжително партнерство во овој проект од аспект на коапликант или соработник, дали е тоа институција или граѓанска организација. Значи тоа е сепак на проценка на организациите кои што сакаат да аплицираат. Исто така е важно дека апликантот може да аплицира само еден проект. Со тоа апликантот, односно коапликантот, доколку го имате, не може да биде коапликант во друга апликација. Ова е во насока да се вклучат што е можно повеќе организации да имат можност за вклучување во рамките на овој процес. Сега, ако се подобни граѓанските организации регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, најмалку 1 година пред објавата на повикот, како апликанти не се подобни, значи индивидуалци, тоест поединци, политички партии, меѓународни и странски организации, владини институции, верски заедници и нешто што е исто така многу битно за граѓанските организации, апликанти или коапликанти кои што се апликанти или коапликанти во рамките на истата програма од каде што е финансиран овој проект. Значи го имате како информација референтниот број на програмата на повикот, така да сите оние организации кои што добиле грант или се коапликанти во оваа програма, генерална програма поддржана од ИПА, не можат да бидат апликанти или коапликанти во овој повик за доделување на грант. Само да ве замолам за микрофоните. Во однос на временската рамка и достапниот буџет. Вкупниот износ на финансиски средства кој што е достапен за овој повик за доделување на грантови е вкупно 90.000 евра. Според тоа, бараниот грант, кој што вие како апликанти би го побарувале, треба да биде помеѓу 13.500 и 15.000 евра.
Значи минимален износ 13.500, максимален износ 15.000 евра. И нешто што исто така верувам важно за вас, некои програми го прават, а некои не. Во оваа наша програма, во овој наш повик, не е потребно кофинансирање од страна на апликантот. Добре дојдено е, меѓутоа не е критериум за одобрување или неодобрување на грант. Тоа е информација која што треба да ја знаете и ова само кажува во однос на валутата дека аплицирањето, односно подготовката на буџетот треба да биде во евра. Времетраењето на предлог проектот треба да биде помеѓу 9 и 12 месеци. Значи најмалку 9 месеци, најмногу 12 месеци. Во однос на подготовката или на буџетот, подготовката на ресурсите кои што вас ќе ви бидат потребни за спроведување на вашите грантови, треба да имате во предвид дека има низа на прифатливи трошоци кои што можат да се предвидат со овој грант. Ќе забележите, јас не ги ископирав во презентацијата сите подобни и неподобни активности, тоа верувам дека ќе го прочитате подобро од повикот, но најбитните елементи ги опфативме. Прифатливи трошоци со овој повик се прво трошоци за човечки ресурси, патувања, опрема, директни трошоци, административни трошоци. Сега во рамките на овие елементи има некои ограничувања кои што треба да ги знаете. Во однос на трошоците за човечки ресурси, каде што треба да биде тимот кој што е одговорен за спроведување на проектот, може да предвидите бруто плата, може да предвидите хонорари за персоналот кој што е вклучен во спроведување на предлог проектот. Се препорачува вкупниот износ во оваа категорија да не надминува повеќе од 35% од вкупниот износ. Значи имајте го ова во предвид. Во втората секција, подоцна ќе го отвориме и буџетот кратко само за да ги видиме форматите. Во секцијата патувања се предвидуваат патни трошоци на персоналот кои што се поврзани со активностите во проектот. Од аспект на опрема може да се предвиди опрема, меѓутоа вкупниот износ да не надминува 5% од вкупните директни трошоци. И нормално трошоци за активностите или директни трошоци кои што се настанати за време на 9-те, тоест 12-те месеци во спроведување на предлог активностите. И тука може да се предвидат трошоци за надворешни лица, експертиза, трошоци за видливост, за организирање настани и така натаму. Исто така, како прифатлив трошок со овој повик, се и административните трошоци, кои што треба да изнесуваат најмногу до 7% како сооднос од вкупните директни трошоци. И овдека се предвидени како буџетски линии, кирија, значи трошоци за кирија, трошоци за комуникации, канцелариски трошоци, сметководство и така натаму. Во однос на аплицирањето. Верувам дека сите видовте, но ќе ги повториме, значи треба да доставите 6 документи, односно образец за апликација, како прилог 1, прилог 2 буџет, прилог 3 е логичката рамка, прилог 4 е извршно резиме на англиски јазик. Значи има еден дел од апликацијата, од прилог 1, кој што се однесува на резиме на проектот. Истото тоа резиме треба да го направите и на англиски јазик, се за цел делегација на Европска унија да има увид во вашето резиме или вашите генерални активности предвидени со проектот, изјава на апликантот и тековна состојба на апликантот од Централен регистар која што не е постара од 6 месеци. Значи сите овие 6 документи треба да се одржат, да ја содржат една апликација. Како аплицираме? Аплицираме електронски. Значи не треба да се аплицира пошта, се аплицира електронски на адреса aplicacija@sega.org.mk, а крајен рок за доставување на апликација е 29 април 2022 година до полноќ, до 23 часот и 50
9 минути, така да имате можност да го искористите цел ден за аплицирање, со тоа што нашата препорака е да не го чекате крајниот рок, туку да аплицирате порано. Во однос на прашањата и одговори, ние веќе добиваме некои прашања на нашата адреса, мејл адреса која што е наведена тука. Она што е битно е дека на два начини ќе пробаме да ги одговориме вашите прашања. Тоа едниот начин е денеска, она што ќе го имате како прашање, дискусија, дилема, да пробаме да го одговориме сега. Тоа е првиот начин. Вториот начин е преку секцијата, како што Зоки на почеток напомена, преку секција со прашања и одговори, која што ќе биде достапна на нашата веб страна, проектна веб страна. Сега, прашањата надвор од оваа сесија се поставуваат исклучиво по писмен пат, не телефонски. Значи, исклучиво по писмен пат на адресата која што е наведена тука и во повикот, најдоцна до 13 април 2022 година. Тоа му доаѓа до наредната среда, ако не се лажам, така да имате можност да поставите прашања до тогаш. Секој прашање кое што ќе се постави по 13 април нема да биде земено предвид во она листа на одговори која што ќе биде достапна, и таа ќе биде поставена најдоцна до 21 април, тоа е прилика по 7 или 8 денови по крајниот рок за поставување на прашања, исто така на веб страната, на истата локација каде што се најдува моментално повикот. Значи, ова информација ве молам имајте ја предвид. Во однос на тоа како ќе се оценуваат проектите, предвидено е да има надворешен комитет за евалуација на оценки. За евалуација на апликации, се извинува. Оценката ќе се врши врз основа на 5 клучни критериуми. Сите овие критериуми се наведени во повикот. Тоа што ние првично ќе го направиме е ќе ја провериме подобноста како административна проверка, подобноста на апликантите и на апликацијата, за да може понатаму да се оценува врз основа на овие критериуми. Тоа се капацитети за имплементација, колку организацијата располага со капацитети во однос на тоа што е предвидено со вашиот проект. Потоа релевантност, колку акцијата која што ја предлагате е релевантна во однос на потребите, актуелните потреби на младите, граѓанските организации, сите оние аспекти кои што се однесуваат на квалитетот на животот на младите. Понатаму дизајн на проектот и пристап во спроведување. Влијание и одржливост на проектот, исто така битна компонента, колку вашите проекти понатаму ќе продуцираат резултати по завршување на проектот и нормално буџет и ефикасност на трошоци, кој што исто така е битен елемент во вашиот план. Сега, што се случува во процесот на предселекција и селекција? Ние ќе дефинираме листа во согласност со бодовите и оние што се 6, викаме најмалку 6 селектирани, тоест предселектирани организации, во процесот на одобрување ќе мора да ги достават дополнително следните документи. Тоа е согласно практиките на ЕУ, тоа е форма за правно лице или Legal Entity File, финансиска форма за идентификација, тоа е Financial Identification Form, работни биографии на персоналот кој што е вклучен во проектот и завршна сметка на организацијата, апликант, односно биланс на приходи и расходи за 2021 година. По одобрување, односно имајте предвид дека доколку некоја од организациите кои што се предселектирани не ги достави документите кои што ги поборуваме, може организацијата, апликантот да биде одбиена. Значи тоа исто така имајте го во предвид. Штом се изберат грантистите во согласност со времето на спроведување на нивната акција по подпишаниот договор, секој грантист е обврзан да го регистрира својот проект во Секретаријатот за европски прашања и врз основа на потврдата која што ќе добие од секретаријатот да го регистрира проектот со посебен даночен број во управата за јавни приходи, се со цел да ослободување на грантот од
данок на додадена вредност. Во тој процес коалиција сега ќе обезбеди целосна поддршка, нели, за да може овој процес да оди побрзо и да можат гарантистите да побрзо ги завршат овие административни работи и да почнат со спроведување на своите активности. Во однос на овие беа клучните работи кои што сакавме да ги споделиме денеска. Сега во однос на временската рамка, верувам дека сите го видовте, но сепак ќе гледаме да ги повториме уште еднаш клучните датуми кои што се битни, нели, информативната сесија денеска на 8 април, повикот беше објавен на 29 март, а крајниот рок е, нели, еден месец по објава на повикот. Во однос на некои од дилемите кои што можеби се уште ги имате, може да побарате дополнителни информации преку емаилот на сега до 13 април, како што претходно кажавме, а крајниот датум или крајниот рок на кој што одговорите ќе бидат доставени или поставени на нашата веб страница ќе биде 21 април. И тоа ќе ви остави отприлика уште нешто повеќе од една недела, за да може да ги комплетирате вашите апликации кои што мора да бидат доставени до 29 април, до крајот на денот. Сега во процесот на евалуација можно е да комитетот има потреба од дополнителни информации од предселектираните, нели, апликанти. Ова е и претходно го споменавме, тоа ќе се случува некаде до 20 мај 2022 година, но имајте во предвид дека во зависност од бројот на апликации, оваа рамка која што ја гледате сега може и да се промени во согласно со капацитетите, времето и ресурсите со кои што ќе се располага за да може се ова да биде оценето, со тоа што ние нашето посекувано време е да информација за доделени грантови одбиени апликации се случи најдосно до 31 мај 2022 година, а пак по завршување на сите административни постапки ќе има официјален настан за потпишување на договори кој што ќе се случи на 21 јуни 2022 година, и она што исто така битно за нас е многу битно, се со цел да вие како грантисти понатаму имате точни информации, инструкции и водич како да може да се администрираат проектите и од финансиски, од административен аспект. Ќе одржиме една кратка еднодневна обука на 28 јуни, непосредно по нашиот план за официјалното започнување на проектите, а тоа е 1 јули 2022 година. Ова беше практично презентацијата која што ја подготвивме за вас. Информациите не се разликуваат многу од тоа што го имате во повикот, но идејата беше повеќе за можеби за појаснување на некои од аспектите за кои што се уште имате дилеми или пак прашања во рамките на овој повик. Сега би сакал да оставам простор за прашања во однос на овој повик, со тоа што би замолил да следиме сепак некој редослед. Тој што има прашање може да или да го постави на чат, јас забележав дека има едно веќе прашање поставено на чат, или пак да ја употреби опцијата во делот Reactions со кревање на рака, и колегите или колешките мои да ве регистрира за да може еден по еден да се постави прашањето и да пробаме да дадеме одговор. Онаму каде што имате информација, онаму каде што сега нема да може да дадеме одговор, прашањето ваше ќе биде регистрирано и ќе биде поставено како одговор во секцијата прашања и одговори која што ќе биде ажурирана на нашата веб страна. Повелете. Јас ќе пробам, дури се приклучувате, да одговорам на прашањата кои што се поставени на чат. Има прашање дали административните трошоци се однесуваат за 7% од вкупниот буџет или од директните трошоци. Овие 7% се однесуваат на вкупните директни трошоци. Значи, најмногу до 7% од вкупните директни трошоци. Ајде, така ќе направам да продолжим со другите прашања. Да направам шер на буџетот, само за појаснување.
Ова е буџетот, верувам дека сите го видовте, во буџетот имате две картички. Значи буџет и оправданост. Ова е многу битно да го имаме предвид. Овдека ќе забележите дека во буџетот се дадени некои појаснувања кои што се многу битни, како забелешки на крајот од документот и ве молам убаво да ги прочитате сите овие работи. Кај административните трошоци ќе ги предвидите согласно месец на месечно ниво и вкупните административни трошоци или оваа сума овдека не треба да биде повисока од 7% од вкупната сума за претходните ставки, односно вкупните директни трошоци. Верувам дека ова е одговор на прашањето за Јоана, со тоа што не ја заборавајте и ова картичка која што се однесува на објаснување на оправданоста и појаснување на буџетските ставки. Имајте предвид, ова сакав само да го споменам на овдека дури сме на оваа сесија, овие горе информации што се координатор, асистент и финансиски менаџер се дадени само како пример, вие можете да ги измените во согласност со вашите планови и потреби во однос на човечките ресурси. Добро. Наредно прашање беше, ајде ќе одам едно по едно. Дали на повикот може да се јават организации без претходно искуство, попознати како newcomers? Во однос на подобноста на апликантите, и ова истото важи и за коапликантите, сепак важи опцијата да се регистрирани како здружени, како организации согласно Законот за здруженија и фондации, најмалку една година пред објавување на овој повик, но тоа не значи дека тие организации не може да бидат вклучени во спроведување на проектот. Дали тековната состојба треба да биде доставена во оригинал или може и копија не постара од 6 месеци? Ова треба да го пуштите по имейл, значи апликацијата се доставува електронски, така да нас ќе ни треба скен од тековната состојба која што не треба да биде постара од 6 месеци и исто така да не заборавам кажа, иако стои во водичот, да не заборавам да укажам дека изјавата од апликантот треба да биде во скенирана верзија, каде што треба да биде нели потпишана и печатирана од апликантот. Дали изработка на софтвер е лимитиран процентуално, односно дали може да биде активност. Значи имајте предвид дека не можеме да даваме ние информации за тоа какви активности треба да подготвувате. Имајте во предвид дека ако станува збор за опрема, не треба да биде повеќе од 5% од вкупните директни трошоци. Се она што е нели во насока на исполнување на целта на повикот, која што е доста, забележавте, широка, и во целта на проектот, бидејќи сите ваши проекти треба да бидат во насока на постигнување на целта на проектот, не само целта на повикот, туку и кон целта на проектот. Добро. Понатаму веќе беше споменато дека ако сме корисници на друг грант од ИПА, не сме подобни, ние моментално сме субгрантисти на ИПА грант. Моето прашање би било дали зависи повикот или било каков ИПА грант и дали би биле подобни за овој повик во нашиот случај. Ќе забележите, тоа го спомнавме и во водичот, во однос на неподобноста, значи неподобни за овој повик се апликанти или коапликанти кои што се дел од оваа програма, односно од грантови кои што се поддржани под референтниот број кој што е наведен. Така да, за ова дополнително ние ќе доставиме информација во однос на тоа ако сте некаде субгрантисти на еден таков проект кој што е од истата ИПА програма поддржан, за ова дополнително ќе доставиме информација како прашање, како одговор во секцијата.
дали лицата ангажирани во проектот, односно проект менаџерот може да биде ангажиран со дополнително работно време. Дали сумите се прикажуваат во бруто износ во евра. Да, сумите треба да се прикажат во бруто износ во евра, само не го разбирам конкретно прашањето дали лицата ангажирани во проектот, односно проект менаџерот може да биде ангажиран со дополнително работно време. Од кој аспект е ова прашање, ако може да ми го појасните како пример за да можам да ве разберам? Да, јас го постави прашањето, ме слушате, така? Да, ве слушам. Прашањето се однесува во тоа, бидејќи во некои проекти барат лицата да бидат вработени на самиот проект, значи целосно, или пак во некој пак може да бидат со дополнително работно време ангажирани. Сега дали во овој повик, значи во овој повик, треба лицето кој што е проектен менаџер, например координатор на проектот или било што ќе се одлучи да биде ангажирано само со дополнително работно време, односно да не зазема еден одреден процент, например 50% да биде ангажиран во проектот, а 50% да биде од мислам да завземе дел од неговото работно место 50%. Така, значи, во согласност со вашите интерни практики и процедури, во организациите, нели, може персоналот да биде вработен во организацијата или да нема можност за вработување, да бидат ангажирани како со персонален данок, односно на хонорар. Значи, во зависност со организацијата, договор на дело, нели секоја организација си има свои практики и процедури во согласност со достапноста на ресурсите. Затоа и ние оставивме простор да можат да аплицираат организации, доколку немаат вработени во организацијата, да можат да ги представат и овие трошоци како хонорари. Меѓутоа, доколку сте вие веќе вработени во организацијата и сте ангажирани 100% од 1, 2 или 3 проекти, и вие евентуално може да бидете вклучени со дел од вашата брутна плата, со тоа што вкупниот процентуален износ во организацијата, во ангажманот на организацијата треба да изнесува 100%. Значи не би дозволиле да некој кој што е вработен во организацијата истовремено биде вклучен во проектот на хонорар. Само ова информација имајте во пред. Не знам дали тоа беше прашањето, меѓутоа го поставам. Да. Има сега можност или согласно закон и да биде продолжено времето за работа во однос, мислам дека 2 часа беше деневно. 10 часа неделно, до 10 часа така, или 10 часа неделно, значи и тоа може да се земе во предвид, нели се што е она во согласност со законската регулатива. Благодарам. Добро. Проектен координатор и персонал што го води проектот, дали може да биде од редот на постојано вработените лица во организацијата или мора да се ново ангажирани лица? Не, може да биде од редот на постојано вработените лица, имајќи го предвид ова претходно што го напоменав. Бидејќи ова ќе биде наведено и на обуката за грантистите, секој онај кој што е вработен на проектот или е на хонорар, сепак ќе треба да доставува документација, финансиска подкрепена документација во однос на тајмшит или временска табела, слипови, сите тие пропратни документи за да може да се докаже ангажманот на лицето во рамките на проектот. Значи, само да потврдам на прашањето, не мора да се нови лица, туку може да се одредат на постојачки ангажирани лица во организацијата. Дали е дозволено користење на приватно возило за превоз, бидејќи организацијата не располага со своји возила и доколку е дозволено, како е правилно да се исплати трошокот? За ова прашање, она што е битно е дека треба да ги имаме во предвид нашите интерни практики, правила и процедури. Може некои организации имаат сопствени процедури за користење на возило, дали е службено или приватно во рамки на организацијата, или може да ги користат постоечката законска регулатива за користење на приватно возило. Во секој случај, ние ги ве охрабруваме при планирањето на ставката патување да ги буџетирате, односно да ги планирате патувањата по километри, бидејќи за секое патување ќе треба да се користи и travel log, нели, за да се регистрираат
должината, растојанието поминато и така на тој начин да може да се буџетира. Бидејќи во принцип и оно што Европската унија го поттикнува, во оваа ставка треба да се поттикнува да се буџетира по километар и по километар да оди и пресметката на купниот буџет за овој трошок. Кои трошоци, деневница, оброк, патни трошоци за ангажирање на волонтери се прифатливи, бидејќи волонтеризмот е во фокус на проектот. Видете, за активности кои што за трошоци кои што се поврзани со активирање на волонтери, вие треба да ги следите практиките согласно законот за волонтерство и согласно новата стратегија за промовирање на волонтерство, која што е пресна, која што е нова, неодамна донесена, така да тука оставаме, бидејќи тоа директен трошок, оставаме на проценка на организацијата да направи собствен план. Која формула да се користи при пресметка за патување со возило? Прашање исто така. Значи имајте предвид тоа што го кажав и претходно, дека или треба да користите ваши интерни практики доколку ги имате, кои што строго се препорачуваат, или пак практиките кои што се согласно законската регулатива во државата, со тоа што вие сметате по изминат километар. Сметате по изминат километар и ако треба да патувате сега од Скопје до Прилеп и од Прилеп до Скопје назад, и вие пресметувате колку километри се и врз основа на тоа вие исплаќате практично како хонорар, тоа се води, односно подмирување на трошокот кон лицата кои што возат. Со тоа што имате предвид дека треба да ја знаете и регулативата, им постои одреден износ кој што е над дозволеното, на месечно ниво се смета хонорари, на тој износ треба да се подмири и персонален данок, затоа убаво ќе си проверите. Дали може да се троши? Зоки, извини, сакаш нешто да додадам во врска со изменатите патни трошоци кои што ги зборувавте. Воено во планирањето треба да, или во вашата интерна процедура, треба да утврдите по која патна карта ќе ги дефинирате изминатите километри, затоа што изборот на верификација за изминатите километри треба да биде постачен според која патна карта. Дали ќе користите Google Map, дали ќе користите карта на Автомотосојуз на Македонија, тоа мора да ви биде составен дел од пресметката за да се утврди дека таа е дистанцата, односно таа е далечината на изминатите километри. Благодарам се. Да, се извинувам само тука во однос на километрите, прашањето ми беше дали се користи некој кој што е во проектите $0,28 по изминат километар или интерна процедура, како што кажавте. Значи, кажавте оние интерни кои што ги имаме процедури за редовно како што се исплаќаме пат. Така, добро, ви благодарам. Добро. Дали може да се троши ламп сам за потребите на тимот, односно набавка на верна картичка за гориво? Овдека исто така важи пресметката по километри. Вие може да набавите верна картичка, меѓутоа кога репортирате за километрите кои што сте ги поминале во еден извесен период. Вие во секој случај треба да буџетирате по километри, но за овие дополнителни информации ќе зборуваме со селектираните грантисти на таа обука за финансиско раководење пред почнување на проектите. Колку вкупно проекти би биле поддржани? Најмалку 6 проекти. Уште еднаш да повторам, имаме 90.000 евра предвидени за овој повик, со тоа што максимум сумата која што би се обезбедила за еден грант е 15.000 евра или 6 најмалку грантови. Сега го задржува правото да не ги додели сите средства за овој повик од една страна, но од друга страна, доколку има одредени кратења во буџетите од апликантите, во согласно со подобноста на трошоци, тогаш може би ќе има можност за доделување на уште еден дополнителен грант, но за тоа не би шпекулирал сега. Она што е најбитно е да знаеме дека 6 грантови се предвидени со оваа грант програма. Дали имате некое друго прашање?
Или можеби бевме доста јасни? Добро. Доколку нема друго некое прашање, јас ве охрабрувам да ја следите проектната веб страница, односно линкот каде што е поставен повикот за доделување на грантови. И доколку имате нормално некое друго дополнително прашање, да поставите најдосно до 13.4 на мејл адресата на сега, да замолам, Билан Повели има ете прашање. Се извинам, дури ја најдам само за рака кревање. Поконкретно за тоа прашањето погоре што го имав. Дали овој повик дозволува изработка на апликации како главна активност или пак мора да биде да се врти се околу работилници, обуки и такви работи? Во повикот постои една секција која што вика подобни активности и неподобни активности. Например, вика дека може да имаме конференции работилници, да се дел од проектот, но не да биде главна активност. Истото важи и за софтвер, доколку е само дел од активностите, а не е главна активност поврзана со проектот, бидејќи вие кога треба да ја дефинирате и целта и резултатите, треба да ви бидат во насока на исполнување на целта на повикот. Така да оставаме на ваша проценка вие да го одлучите соодносот за тоа дали софтверот ќе ви биде главна активност или ќе биде една од активностите во рамките на проектот. Јасно. Фала. Благодарам. Дали председателот на здруженијето може да биде вклучен во проектниот тим или тоа е конфликт на интереси? Не, може да биде апсолутно. Значи, председателот на здруженијето, да, од извршната канцеларија. Меѓутоа, доколку ова треба да ви биде согласно вашите интерни процедури, во принцип, од извршната канцеларија, председател или извршен директор може да биде вклучен нормално како член на тимот, но не се препорачува тоа да биде некој кој што е дел од управен одбор или пак од собрание, односно лице кое што има функција во организацијата, а не е дел од извршната канцеларија. Ова не се препорачува. Добро, дали имаме уште некое прашање? Поред, Зоки, можеш да... Благодарам, Томислав. Благодарам, Томе. Мислам дека имавме добра дискусија и добри прашања во изминатите 50 минути од оваа инфосесија. Се надевам дека ги дадовме сите неопходни информации кои што се потребни и од технички аспект, но и од суштински аспект на самиот повик, кои се очекувањата на самиот повик, каков тип на проекти се очекуваат да бидат аплицирани. Јас се уште останува можноста, онака како што и Томе презентираше, до 13 април да поставите прашања во согласно со процедурите на самиот повик по писмен пат, да ги доставите до нас. Ние веднаш ќе се обидиме да дадеме одговор на секое поставено прашање, се за цел да имате повеќе време да не предизвикува застој во вашето планирање и подготвување на проектната апликација. Најавив дека ќе поставиме дел од овие прашања и сите оние кои што ќе пристигнуваат прашања ќе поставиме по посебна секција на проектната веб страна mladi.eu.mk, каде што може би некој од вас ќе го има истото прашање, па ќе може да го добие и одговорот за да биде што појасно во таа насока на одредени детали. Јас на сите вас ви благодарам за вашиот интерес, покажаниот интерес, посветеноста и вниманието кое што ги имавте на оваа инфосесија. Ве охрабрувам уште еднаш да аплицирате, следете ги насоките, следете ги целите кои што се на самиот и на проектот Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата и на самиот повик за проекти. Користете ги ресурсите кои што се во можност, но и затоа пробавме да обезбедиме и дополнителни ресурси со самиот проект и истражување кои што на почетокот ги напоменав како основно извор или насока
за вашиот проект кој што ќе има цел да придонесе. Ви посакувам на сите многу среќа, гледате да бидете навреме со испречањето на документацијата и се надевам дека со дел од вас ќе соработуваме во периодот на имплементација или на спроведување на вашите предпроекти кои што би ги аплицирале. Нова средба и можност за ново вклучување, следете нас со активностите кои што се пропратен дел на овој проект, бидејќи проектот не застанува само со доделувањето на грантови, бидејќи следат сет на активности, можности за граѓанските организации, за вклучување нивно во различен тип на активности и обуки кои што ќе се случуваат во наредните 2 години. Бидејќи самиот проект е дизајниран да дава поддршка на развојот на граѓанските организации кои што работат со млади на повеќе начини, не само со директна финансиска поддршка, туку и со поддршка која што значи обука, која што значи директно менторство во вашите организации. На крајот целта е да го засилиме вашиот одржлив развој за да може да правите поголем импакт или поголеме промени во интерес на младите на локално ниво. Уште еднаш благодарам од името на тимот на проектот, од името на организациите носители на проектот, партнери на проектот и сите оние кои што се соработници во целиот процес. Ви посакувам многу среќа во подготвувањето на апликацијата. Ви давам многу сила да не се откажувајте од процесот на аплицирање, креирање на нови идеи, нови пристапи, за да го поддржите младинскиот развој на локално ниво и се гледаме во некоја добра наредна прилика и во живо. Благодарам уште еднаш. Поздрав до сите и од мене. Поздрав. Поздрав. Поздрав до сите.